Добре дојдовте во Stay Clean and Safe, подкаст креиран со финансиска поддршка од Европската Унија. Тука споделуваме идеи, совети и приказни што ќе ни помогнат заедно да изградиме поздрави, побезбедни и почисти заедници. Ајде да започнеме. Денес ќе зборуваме за нешто што директно влијае на нашето секојдневие, здравје и благосостојство. Тоа е храната. Нема да зборуваме само за тоа што јадеме, туку и како јадеме, зошто јадеме на одреден начин и што можеме да промениме за да се грижиме не само за нашето тело, туку и за планетата. Ќе разговараме за навиките во исхраната кај младите и нивното влијание врз физичкото и менталното здравје. Ќе размислиме и зошто е толку тешко да направиме здрави промени и како добрите навики да останат со нас подолго, без фрустрации и постојано започнување од почеток. Ќе го разгледаме и концептот Zero Waste. Како да јадеме посвесно и истовремено да се грижиме за животната средина. Дали е тоа возможно за брзо темпо на живот и ограничен буџет? Денес од нас се гости кои работат со млади и ги подржуваат во преминот од нездрави навики кон посвесен и балансиран начин на живот. Наши гости се Анија, која е младинска едукаторка, која организира и спроведува едукативни работилници и соработува со младински организации за ментално здравје. Добро утро. И со нас е Клаудија, студентка и представничка на младите, која промовира здрави навики во исхраната и Zero Waste пристап. Добро утро. Анија, ајде да започнеме со тебе. Работиш секојдневно со млади. Дали забележуваш дека темата за исхраната и начинот на живот им е важна? Зависи од личност. Откако стана популарна фит културата и се појавија фит производи на полиците, темата стана многу поактуелна. Порано исхраната не беше главна тема кај младите, но денес се почесто се зборува за здрава храна, состав на производите и намалување на фрлањето храна. Клаудија, каква е твојата перспектива како студентка и активна во младински организации? Мислам дека темата станува се поважна. Се зборува повеќе на социјалните мрежи, но и преку европски политики кои промовираат екологија и здрава исхрана. Во организациите дури постои притисок да се едуцира за Zero Waste и здрав начин на живот. Се сеќавам дека уште на 13 години во извидници учевме како храната влијае врз телото и зошто не треба да се фрла, бидејќи тоа значи губење ресурси. Анија, како вие лично ги разбирате здравите навики во исхраната? За мене тоа е односот што го имаме кон храната. Како јадеме, како размислуваме за храната и дали водиме сметка за екологијата, дали фрламе храна или користиме повторно употребливи шишиња и пакување. Се согласувам, најважна е свесноста. Брзата храна е секогаш примамлива, но важно е да знаеме што навистина содржат производите. Не секој производ што се рекламира како здрав, навистина е таков. Добро, а дали младите се подготвени да разговараат всушност за овие теми и дали самото образование им посветува доволно внимание? Младите сакаат да научат, но добиваат многу контрадикторни информации, особено од социјалните мрежи. Затоа треба да почнеме со мали промени. Повеќе вода наместо засладени пијалоци, додавање зеленчук во оброците или подготовка на ужина дома. Во училиштата, за жал, образованието за исхрана е многу ограничен. Ви благодарам. Клаудија, како за тебе изгледа ова од твојата перспектива? Во невладините организации образованието често се одвива преку практични активности и учење преку искуство. Тоа е многу поинтересно и младите полесно го прифаќаат. Да. Па, голем предизвик е всушност здраво да се јаде кога ние сме надвор. Што мислите, дали може да се јаде добро без да се троши многу? Секако, наместо скапи хелти производи, подобро е да се купи свежо овошје и зеленчук од пазар. Подготовка на оброк за 2-3 дена штеди и време и пари. Клаудија, дали ти имаш некои трикови? Некои луѓе купуваат производи пред истек на рок по намалени цени. Постои апликацијата Too Good To Go, каде ресторани продаваат храна што инаку би се фрлила по многу пониска цена. И уште една добра практика е споделување намирници со некого за да не се фрла храна. Доста интересно.
Анија, кои се всушност некои едноставни чекори за намалување на отпадот од храна? Планирање на купување, проверка што веќе имаме дома, користење остатоци и правилно складирање на храната. Дури и споделување со сосед или пријател може да направи голема разлика. Добро, а што мислите, дали начинот на исхрана влија и на самодовербата? Да, здравите масти, јаглехидратите и витамините директно влијаат на концентрацијата и расположението. Преработената храна и премногу шеќер предизвикуваат замор и промени во расположението. Здравата исхрана е едно од наједноставните средства за грижа за менталното здравје. Особено кога работиме со млади, гледаме колку е важно редовното јадење и хидратацијата. Недостаток на хранливи материи веднаш се одразува на енергијата и расположението. Здравата исхрана влијае и на самодовербата и на хормоналната рамнотежа. Ви благодарам, но еве да ве прашам, ако некој сака да започне поздрав начин на исхрана, дали му се потребни радикални промени или само мали чекори? Секогаш мали чекори. Наглите промени ретко траат. Почнете со едноставни цели, повеќе вода, едно овошје дневно, еден здрав оброк. Постепено се создава трајна навика. А од каде би можеле да најдеме ние некои сигурни информации за ова? Денес има премногу информации, па треба внимателно да се избираат извори. Корисни се тренери, едукативни апликации што анализираат производи и ни помагаат да разбереме што навистина купуваме. Ви благодарам и на двете. Па за крај, каков совет Анја би дала на млад човек што сака да започне да се грижи за себе? Почнете со мали чекори. Ако паднете, не се откажувајте. Само започнете повторно. Ви благодариме што го слушавте подкастот на Stay Clean and Safe, проект финансиран од Европската Унија. Запомнете, мали чекори водат до големи промени во одржување на нашиот свет чист и безбеден. Чувајте се и останете безбедни.